Македонската православна црква Охридска архиепископија се уште без официјален став по одлуката на Српската црква за одредување канонско единство и автономија, но не и автокефалност. Високи црковни извори за Алфа брифираат дека двете цркви веќе си имаат договорено за доделување автокефалност, а автономијата е само преодна фаза, како што налагаат канонските правила. Токму на вчерашниот сабор на СПЦ бил направен првиот чекор во оваа насока. Ако вчерашната одлука беше конечна, синодот ќе излезеше со официјален став и ќе ја бранеше. Но ова е само почеток, не и крај на процесот, велат црковните извори за Алфа. Ова индиректно го потврдува и владиката Петар, кој е единствениот што засега излезе со официјален коментар, велејќи дека одлуката на СПЦ е позитивен исчекор, но не и конечен исход. Одлуката на СПЦ да го обнови канонското единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија е чекор напред во односите меѓу двете цркви. Вселенската патријаршија не упати на двете цркви во рамки на светоканонскиот чин и црковното предание. Штом Српската црква прифатила да ги решаваме овие прашања, не гледам што би можело да биде негативно во овој процес. И Саборот на Српската православна црква најави дека допрва следува диалог за статусот на епархиите во Македонија. Во диалогот за нивниот иден и евентуално конечен канонски статус, СПЦ ќе се раководи само и исклучиво од еклесиолошко-канонските и црковните начала и норми и нема да ги зема предвид реалполитичките, геополитичките, црковно-политичките и други слични фактори или еднострани иницијативи. Следниот исчекор е можен веќе задутре, за кога е најавена заедничка литургија за помирување во храмот Свети Сава во Белград, на која ќе богослужат српскиот патријарх Порфирий и архиепископот Охридски и Македонски Стефан.